И пред 3 години имав една несреќа, работев во фирма за градежништво. Тоа се дешаваше, такви панични напади. Работата мене што ми овозможи да се исцелам, да го надминам, тоа беше дисциплина. Дали сум од Америка, дали сум од Македонија, па како се мешаат тие две култури. Сите како луѓе сакаме да припаѓаме негде. Мислам дека тоа е многу битна, многу длабоко вкорена човечка потреба. Геј, како си? Ѓорги, добар сум. Фала за поканата. Фала ти тебе, втора епизода со тебе како ја снимаме, прва на македонски. И кој што зборавме сега пред да почнеме да снимаме, може ќе видиме како ќе функционира тоа, бидејќи ја и ти до сега не сме имале разговор на македонски јазик. Не сме имале, се осеќам како да те упознавам, како да упознавам нов човек, кој што претходно не сум го знаел. Да, и мене тоа го имам кажано многу наврати, мене многу ми е тешко некојаш да менувам јазик со луѓе на кои што веќе имам разговор на еден или на друг јазик. Со тебе едноставно не ми доаѓа на македонски. Не. И ја лично сметам и знам дека сум поразлична личност која зборувам на англиски и која зборувам на македонски. Да. Мислам дека и јас сум до некој степен, но искрено неам размислувано до толку. Има некои чувства, некои емоции што полесно ги изразувам или на македонски или на англиски, ама да, дефинитивно има некои разлики помеѓу двете јазици. Да, и ќе збориме доста за тоа, бидејќи кој што ти кажав пред некој ден кога се договаравме, имаш доста интересна и фасцинантна приказна и мислам дека има многу што да се каже. Ама ајде да почнеме со тебе кај и со сите. Знам дека еднаш ми го имаш одговорено ова прашање, но сега втор пат те прашувам, овој пат на македонски. Што е за тебе ментално здравје? Ментално здравје е, мислам дека психичката состојба во која што се наоѓаме и како го гледаме светот околу нас, но и како го гледаме, како го доживуваме внатрешниот свет, односно психиката. Тие работи што ни се во умот. Така да има дефинитивно некоја врска помеѓу надворешниот свет и внатрешниот. И мислам дека менталното здравје е начинот на кој што тие две работи се односно како да кажам, живеат заедно тие две работи, како се совпаѓаат тие две работи. Да, едно без друго не иде. Да, мора да има некаква си врска помеѓу тие две работи. Да. Сега, интересно прашање што сакам и од овде ќе почнеме разговорот за твојата историја на некој начин. Од каде доаѓа такво размислување или кога, бидејќи си некој кој што има израснато во една средина како странец и се има приспособено на таа средина како домашен, и после тоа си има заминато и пак е назад. Од каде доаѓа такво размислување или зошто е менталното здравје за тебе важно? Пред се, мислам дека тој оглед или таа дефиниција на менталното здравје доаѓа повеќе од физичките работи што ги имам искусено, но дефинитивно е тоа некоја мешавина на две култури, односно на разбирање на две култури. Така да, мислам дека е од повеќе работи мешавина за таа дефиниција, односно тој одговор за што значи ментално здравје. Да, ќе зборуваме повеќе за физичкото. Да. Бидејќи имаш доста искуство и со тоа. Сега кажи ми, како некој што има израснато во Македонија, а не од тука. Дали има некои моменти или некои предизвици со кои што се имаш соочено на сам почеток? Например, во детство кои што ти помогнале или те насочиле таму кај што си сега? Дефинитивно имаше некои предизвици. Не мислам дека на никому не му е, да речеме, најлесно детството. Сите имаат некакви си трауми, некакви си
психички или физички повреди од детството. Не сметам воопшто дека сум имал некое, да речеме, тешко детство. Баш напротив. Мислам дека своето детство беше многу исполнето и многу убаво, едноставно да кажам. Но дефинитивно има предизвици да пораснеш како странец во туѓа држава. И да треба да се справиш со тие работи како дете, не знаејќи каде припаѓаш. Само знаеш дека сакаш да припаднеш како дете. Така да памтам имаше моменти, имаше повеќе моменти кај што не знаев дали припаѓам во Македонија, дали знаев дека не сум македонец. Така да сакав да припаѓам овде, но кога ќе се вратевме во Америка, ни таму не припаѓав. Таму бев странец, исто така, бидејќи не живеев таму, значи бев на посета, бев од Европа, од Македонија, па што има таму, дали возат коли, дали имат интернет, во какви куки живеат и така натаму. Да, како тоа влијаеше на тебе, тоа чувство да не знам каде припаѓам? Да, тешко прашање и мислам дека сите како луѓе сакаме да припаѓаме негде. Мислам дека тоа е многу битна, многу длабоко вкорена човечка потреба да сакаме сите да припаѓаме негде. А кога доаѓа до момент или до прашање дали припаѓам или каде припаѓам, дефинитивно ствара некое незнаење. Просто да кажам, некое незнаење. Не знам дали овде припаѓам, не знам дали онаму, не знам кои се мои луѓе, едноставно. No. Така да, интересна работа, интересно прашање да се и како дете да се прашуваш тоа. Сега, кој е прв момент кај што се почувствувал дека припаѓаш некаде? Јас знам дека и мислам дека за мене лично тоа што спомнав на почетокот македонски и англиски, многу правеше разлика за мене, бидејќи јас израснав овде. Да, македонец, струмица, супер, ама бев многу тивок. Немав многу пријатели и тек кога почнав што на кампови во текот на летото, што и поминувајќи една година во Америка, што почнав да го учам јазикот и да на некој начин да оформувам нови пријателства, да излегувам од комфорт зона и мислам дека за прв пат се почувствува дека припаѓам на некои 15-16 години кога бев дел од мојата бейсбол екипа во Америка, каде што конечно ми се склопи се. Океј, сега сум јас некој кој што можеби да по инерција сум тивок, ама кога зборувам на англиски и повеќе зборувам и поудобно ми е и повеќе се чувствувам слободно и се спои нели бейсболот као таков да се заљубам у него и да стварно ми е интересен и екипата кај што беше и сите она коцки ми се склопија. И сега кој е за тебе момент кај што за прв пат се почувствувал дека припаѓаш некаде? Мислам дека многу подоцна од тебе. Дури би рекол пред неколку години. И одговорот на тоа прашање не беше толку дека дознав кај припаѓам, туку дознав дека не морам јас да припаѓам негде, да можам свој да бидам, едноставно. Така да, прашањето беше ни скоро целиот мој живот, кај припаѓам малце како identity crisis. Дали сум од Америка, дали сум од Македонија, па како се мешаат тие две култури. Така да, беше многу подоцна и би рекол дека моментот кога го знаев тој одговор, беше како што кажав, дека не морам јас негде да припаѓам. Дека можам да си бидам свој, можам да бидам во Македонија како американец и можам да уживам во тоа, да не се обидам да го кријам. Претходно сум го криел тоа, ми беше срам. Сакав само да бидам како моите другари. Сакав само да бидам еден од групата. Но во Америка исто така не бев американец. Сакав да бидам и таму дел од групата, ама пак бев странец. Така да моментот беше кога се осетив толку
толку комотно во своја кожа да можам да имам да бидам различен од луѓето од групата во која што се наоѓам, но и пак да припаѓам, пак да се осетам како дел од групата. Да, тоа чувство на припаѓање не ти го прави, идентитетот твој не е ако припаѓаш некаде или не. Да, ние сите, кои што кажа ти и јас, имаме потреба да припаѓаме, ама и да не припаѓаме, сме окей. Да, баш така. И сега тој момент кога ќе сватиме, Да. е различно за секој еден од нас. Да, дека самата група не го прави твојот идентитет. Дека твојот идентитет, односно мојот идентитет како човек, е многу поголем од групата во која што се наоѓам. И можам јас како човек да придонесам многу повеќе работи од таа група, например. Да. Да. Пораснуваш овде, нели? И на факултет си во Америка. Сега си назад тука. Да. Што е она, например, кое што бидејќи си поминал из некои транзиции од адаптација на ново место, па на старо, па ново. Што највеќе ти помогнало во таа некоја адаптација каде што, окей, сега си во Македонија, идеш во Америка, се враќаш назад. Кои се некои работи што тебе ти помогнале во целиот тој процес за да се чувствуваш подобро и ментално, и психички, и физички, и се тоа? Да се транзицијата назад во Македонија? Мислам дека таа транзиција е една од најлесните транзиции што можам да ги направам. Бидејќи јас овде се осеќам најкомотен. Мене ми е најприроден животот овде. Кога бев во Америка, ми фалеше овој начин на живот, ова темпо на живење. И таа транзиција беше многу природна, многу лесна, бидејќи сите работи што мене ми фалеа, гостопримството, луѓето, врските со луѓето, едноставно мрежата на контакти што ја имаш овде, што луѓе што немаат посетено Америка не можат да споредат. Таму се малку поладни луѓето. Така да сите тие работи мене ми овозможија да имам многу лесна транзиција. Така да, не имаше некои ситници, например, овде можеби малку подолго се чека во ред во банка или на нотар, така да има некои такви културни работи што се поинакви, но да, транзицијата беше прилично лесна. Да. Сега, ајде да позборуваме малце што претходеше на таа транзиција. И една од работите кои што верувам дека ако ја кажеш твојата приказна, не можеш да не го кажеш тоа. Твојата повреда и целото тоа. Зборувавме, нели, на епизода претходно, ама чисто за оние кои што можеби немале шанса да ја слушаат таа епизода и што се случи и некој пат од тогаш до каде си сега. Да, накратко. Значи, пред 3 години имав една несреќа, работев во фирма за градежништво и тој ден бевме на еден покрив и не се кајки, се судрив јас со една неизолирана жица. И фактички мене ме пукна струја. Значи ме пукна струјата влезе во рамото и искочи од моите раце. Паднав јас на земја, паднав од кровот, па со хеликоптер ме носеа во болница и 4 недели таму поминав. Па процесот на закрепнување беше долг, беше околу 2 години. Имаше и физички предизвици, и психички предизвици, и ултрамаратони, и секакви предизвици и борби што требаа да се надминат. После таа несреќа, односно и во процесот на закрепнување, се ставив јас на еден пат на формирање, како да кажам, нов човек. Така го сметам, така го гледам тој процес. Формирање нова храброст, нова сигурност во себе. Тоа го правев преку трчање, преку вежбање, преку искажувањето на
на чувствата, на емоциите, на тие тешки болни работи што ги имав на ум, што ги имав во мене. И сето тоа, значи веќе имаат поминато 3 години, но тој процес, тој 2-годишен процес беше формирање на нов човек и на нова перспектива за светот. И тука мене уствари ми се сменија вредностите за што сакам јас, што барам од животот. Значи пред се сакам да водам еден живот кај што на крајот на својот живот не сакам да имам да имам грижа на совест за некои работи. Не сакам да бидам тој старец што се кае што не ги направил тие работи што ги сакал. Така да покрај сето тоа се сменија многу работи, но една од најбитните работи беше огледот, беше перспективата за светот и за што сакам јас од овој живот. И сега како некој доаѓа или како што тебе највеќе ти помогна да ја направиш тоа одлука? Бидејќи сигурно не било окей еден ден се будиш или па можеби и тоа еден ден се будиш и викаш окей мора ја поинаку да живеа. Која одлука? Одлуката за за формирање нов човек. Аха. Дефинитивно не беше еден ден. Тоа беа секојдневни борби, секојдневни надминувања на себе си, на мрзливоста, на болка, на работи што сите луѓе ги чувствуваат. Но дефинитивно не е една одлука, пошто таа една одлука сите сме ја искусили, сите сме кажале од понеделник одам во теретана. Така? Од први одам секој ден во теретана. И што гледаме у февруари, теретаните се прилично празни, сите се откажале. Така да таа една одлука доаѓа од позиција на мотивација, на инспирација. Тоа е многу кратко трајна емоција. Значи работата мене што ми овозможи да се исцелам, да го надминам, тоа беше дисциплина. Тоа беше направење работи што не сакав да ги правам. На вежбање, на тренинзи, на работење со психотерапевти, да ги обработиме, да ги средиме тие маки, тие болки, тие и физички и психички. Така да не беше еден момент, беше илјадници моменти на одлучување дека мора да има промена. И што мислиш дека највеќе ти помогна во целиот тој процес? На промена, на сочување со една или друга работа, што највеќе ти помогна да задржиш таа мотивација, да истраеш во тоа што си одлучил? Мислам дека знаењето дека болката што ја чувствував ќе беше многу поголема од болката што ќе морав да ја поминам да се исцелам. Значи, таа болка што ја чувствував секојдневно беше многу поголема и ќе имаше многу полоши последици да не направив промена. И немаше да можам да се соочам јас, односно да се справам со таа болка, односно да останам во таа позиција. Значи и мислам дека многу луѓе може да се пронедат во таков некој свет, бидејќи некогаш чувствуваме болки и внатрешно и надворешно, но болката што ќе треба да ја поминеме, да го надминеме тоа, нема да биде поголема од болката во останувањето во тој момент. Во останувањето без промена. Така да самото тоа знаење дека не можам да останам во оваа позиција беше доволно да ми даде волја да продолжам по тој пат, бидејќи мојот свет беше еден многу мрачен и тежок свет тие 2 години. Не можев да останам во таа мрачна и болна состојба. Така да беше повеќе како escape, како морав да искочам од таа позиција. Рече 2 години мрак. Кои беа тие чувства што те преовладуваа во тие неколку години, во тој период? Да. Беа, значи,
првиот паничен напад што го искусив беше во самата болница. И тоа на кратко да го опишам, тоа беше откако направија една операција, ја чувствував најлошата болка што до ден денес имам чувствувано на раката, на рамото. И во тој момент мојот свет, како да го опишам, малце ќе звучи nerdy, ама во Star Wars, кога го прават тоа tunnel vision, тоа hyperfly, не знам како се вика, и како све се зумира на едно. Значи целиот свет во една точка се зумира, односно доаѓа. И тоа се деси со целиот мој живот во еден момент. Значи во еден момент мислев дека ќе умрам. Срцето ми чукаше 200 на сат, не можев да дишам, значи буквално не можев здив да земам. И беше тоа чувство на преголем страф, преголемо незнаење дали ќе преживеам. Тоа беше една од тие работи. Значи паника, анксиоза. И тоа се дешаваше, такви панични напади за моето здравје, за мојот безбедност. Тоа се случуваше па секој втор ден, секоја недела, значи долго време и често се случуваше тоа. Така да тоа беше една од работите. Паника, стрес, анксиоза. Друга работа што е покрај тоа е страф. Страф за иднината, страф за едноставно незнаење дали ќе поминам јас, дали ќе го поминам ова, или дали ќе ме конзумира до крајот на мојот живот. Така да тие беа две од најголемите емоции и чувства што ги чувствував, што требаше да поработам на нив низ текот на тие 2 години. Спомна прв паничен напад. Дали до тогаш си имал искуство со нешто такво? И која ти беше твојата реакција на сето тоа? Немав никогаш такво искуство. И од тој момент тоа чувство ми стана како да кажам, втора природа. Ми стана многу природно чувство, што е многу језиво, многу гадно да биде секојдневие. Но, значи, него го немав чувствувано тоа. А што беше второто прашање? Што ти беше првата реакција? Што направи во тој момент, во болницата? Да. Паника, стрес, викнавме доктори. Ја мислев дека ќе ми пукне срце. Мислев дека срцев удар добивам. Плюс, значи, се уште немавме направено тестови на внатрешните органи. Значи, тоа струјата помина низ моето тело, значи не знаевме дали срцето се пореметило некако или внатрешните органи во каква состојба биле. Така да беше тоа незнаење и од медицинска перспектива незнаење. Ме разбираш? Внатре што се дешава, значи физиолошки, камоли емотивно што се дешава. И интересно е да зборуваме и мислам, интересно е сега и убаво. На некој начин различно е чувството што сега може да зборуваме за ова како нешто што си го поминал и што ти се случило тогаш. Ама како се случува тоа? Како можеш да зборуваш или како зборуваше ти со тие околу тебе тогаш за се тоа што ти се случува? Да, памтам повеќе моменти кај што бев толку испаничен, толку ми беше страф што на вистина не можев да живеам како обичен човек. Памтам на една случка кај што бев, отидов во библиотека. Таму има библиотеки со кафичи, можеш да отидеш и да учиш, да читаш. И отидов 5 минути седев, не можев да се совземам. Значи не можев на рад да седам во кафич. Година и пол дена после повредата. Значи не можев да си бидам да бидам смирен. И во тој момент се јавив на еден другар, искочив до кола, седнавме, беше таму покрај мене, значи не правевме некој си длабок муабет, само имав некој до мене.
Така да во тие моменти кај што бев искочен, имаше и периоди, имаше моменти кај што побарав помош, ама имаше и многу моменти кај што сам морав да го чувствам. Некои од најгадните чувства беа дома, кога ќе ми се десеше таков некој напад и кога ќе требаше да се справам со фактот дека ако умрам ја во моментот нема кој да ме спаси. Така да имаше многу гадни моменти кај што побарав помош и ми беше многу корисно, ама имаше и пак мислам дека сами мислам си ги водиме животите и некои работи стварно мора сами да ги поминеме. Нема никој да е таму до нас цел живот да ни држи рак. Така да имаше и моменти кај што сам морав да се справам со тие работи. Да, го спомна стравот неколку пати. Ако направиме некоја споредба со Гејб пред целата таа работа, дали Гејб пред цело ова имаше некаков страв или од работите кои што сега се соочуваш? Да. Мислам, сега зборуваме 3 години пред ова разговор. Да. Мислам дека немав. Искрено би кажал дека до некој степен пред ова бев вид на адреналин джанки. Значи цел живот се бавам со спорт. Имам возено скейт и едноставно цело време и пред и после повредата сум активен. Така да стравот искрено и мислам преку спортот го имам надминато многу пати. Пред повредата. Да. Сега се соочуваш со страв да не знаеш што се случува, не знаеш како понатаму, не знаеш што да направиш. Да. Како се справуваш со тоа? Да, види, тој страв беше страв за дали докторите утнаа нешто. Дали има нешто што некој орган што е пореметен, што не функционира како што треба, што во овој момент ќе ме убие. Значи тој страв беше толку едноставен за дали јас ќе го преживеам овој момент. Бидејќи во системот имаме fight or flight. Технички има и freeze response, но ако е тоа едно копче што го сискаме и се пали тој адреналин систем, тоа копче беше нон-стоп притиснато кај мене во глава. Значи, и во моменти кај што телото обично би барало да сум смирен, значи читам книга во библиотека, тоа најпосмирена атмосфера, здравје, така. Но и во тие моменти, копчето за fight or flight кај мене беше стиснато и мојот систем, односно моето тело, се спремаше за некаков инцидент. Се спремаше или да се бори, или да бега, едноставно се спремаше против некаква си опасност. Но таа опасност не постоеше. Тоа беше тук. No. Како го надмина се до тоа? Па како што спомнав, беше мешавина од повеќе работи. Беше мешавина од физички предизвици и зајакнување и градење на самодоверба преку физички ги сметам како борби, пошто например со трчање, кога ја почнуваме трката, ја почнуваме борбата и борбата не завршува додека не ја финишираме трката. И не се бориме против друг човек, се бориме против себе си. Така да преку физички предизвици и преку потешкото дури психички предизвици. Тие предизвици беа справувањето усно, односно на глас, искажувањето на буквално тие стравови, тие емоции, тие стресови, значи како луѓе, односно да се земам себе како пример, сакав све да правам, освен да ги кажам на глас тие стравови. Дека ми е страв, дека ќе умрам. Дека не можам у кафич да седам без да ме пукне некој паничен напад и да морам да искочам. Значи не сакав тие работи да ги искажам
Бидејќи тоа ќе значеше дека ќе го поставам јас огледалото, ќе се погледнам и ќе ги извлечам на глас тие стравови што постојат. Ме разбираш? Значи, кога ги искажуваме, тоа значи дека фактички кажуваме дека се реални, дека се вистинити. А сакаме све да направиме, освен да кажеме дека стравовите што ги чувствуваме надвор од таа терапија дека постојат. Сакаме само да им избегнеме. Така да. И сега без разлика дали ја и ти имаме израснато овде, без разлика дали сме македонци или американци, мажи сме. Имаме, барем знам за мене, имаме израснато во средина каде што можеби и не се зборува и научен си да не зборува за тие такви некои стравови или предизвици со кои се сочуваш, бидејќи тоа се гледа како слабост. Да. Колку тоа ти представуваш или дали тоа ти представуваше тебе препрека, која доаѓаше до тој момент, чекај, јас морам со некој да зборувам. Да. Види, пред се ќе кажам дека сметам дека нема поголема храброст од човек што може да се справи и да ги каже тие работи на глас. Во безбеден сетинг. Претежно со близок пријател или со терапевт. Ме разбираш? Не е да ги искажуваш на некој на улица. Нема поголема храброст од тоа. Бидејќи тоа е толку бара толку сила, толку снага да се справиш, да ги извлечеш тие работи, тие стравови, било какви работи да се бара многу храброст. И тоа беше најтешкиот дел од целиот процес и за тие работи јас сум најгорд. Мислам за тој процес на терапија. Бидејќи тоа беше многу потешко од било кој ултрамаратон што го имам истрчано. Значи седењето со чувствата, со емоциите, со солзите, со испуштањето на целата таа енергија што е во нас, што сите ја имаме до некој степен. Тоа навистина бара еден мир и едно можење да седеш со емоциите, со чувствата. Чи што правиме ние у денешно време, седиме на телефон, или пушиме цигара, или гледаме телевизија. Значи све освен да бидеме сами со мислите. И кога ќе седеме ние сами со мислите, тука се кошмарите. Тука се работите што не сакаме да ги чувствуваме. No. Така да, тоа беше еден подолг одговор. Мислам дека ми помогна средината во која што се наоѓав. No. Значи не се наоѓав за време на овој процес бев во Америка. Таму е поприфатливо тој метод на терапија и на лекување. Така да, мислам дека и тука да бев за време на тој процес на закрпнување, дека пак ќе ја имав самосвесноста да знам дека морам да зборам со некој. No. Нема, тоа е интересно чувство, јас знам сам за себе, каде што ми требаше време и пак не се сочува со... Знаеш, некојаш е многу тешко да кажеш, па ова е потешко од ова или ова, јас сум поминал полесно од ти, ама се сочува со некои работи кои што за прв пат ми направија да имам некои стравови кои што досега сум ги немал, ама ми требаше некој пола година да бидам како ке да, мене ми треба помош. Не помош од пријател или од некој, ми треба професионална помош за да се справам со сето ова. И мислам дека е многу важно, причина зашто и подкастов и да зборуваме и да поминуваме низ тој процес сами, бидејќи, знаеш, без разлика дали ќе ни треба 2 месеци, 6 месеци, година, дена, 2, многу е важно да поминеме низ тој процес кај што сами ќе, тоа што убаво кажа само свеста, кај што ние ќе бидеме свесни дека ни треба помош и дека некој може да ни помогне. Бидејќи едно нешто со кое што јас сум се соочила и верувам многу други е кај што па мене никој не може да ми помогне. Знаеш, или тоа или па не е толку и лошо, гледај другите нешто поминуваат. Ги потценуваме проблемите. Нашите своји проблеми. Да. Да, мислам дека моментот на никој не може да ми помогне повеќе значи
не сум спремен сам да си помогнам. Бидејќи тоа е една вистина страшен процес, ме разбираш? И колку и да имаме пресуди за психотерапевти или таков вид на лекување на терапија, корисни се. Ама барат од нас да се понижиме и да си признаеме дека окей, ми треба помош. Да. Сега ти спомна и физичкија и за контекст, еве за оние што не слушате, можеби не те знаат. Ти не трчаш на улица, што ти е досадно, и земаш се качуваш на планина да трчаш, и тоа не трчаш 10-20 километри, трчаш 100 и плюс километри. Да. Зошто? Многу добро прашање. Да, кариерата на ултрамаратони, односно на трки подолги од 42 километри, таа ми започна во текот на овој процес. И во текот на овој процес, при одењето на терапија и при барање на помош, мене ми требаше и физички предизвици да го зајакнам и телото. Значи, мене и телото ми беше повредено. Така да, требаше и тренинзи да направам во теретана и со трчањето да ја изградам психата. Така да, оваа кариера на ултрамаратони така започна и беше повеќе, колку и да почна од физички аспект, заврши со психички победи, односно позитивни последици. Ја кажи ми, дали има моменти каде што кажуваш дека ти помогнало, ама дали има конкретни моменти каде што трчањето или и надпреварувањето во некој овие сам со себе во некој од овие трки кои што ги имаш направено, а се навистина доста захтевни и голем предизвик, дали има конкретни моменти кај што можеш да кажеш окей, ова ми помогна со ова? Да, мислам дека генерално трчањето и трчањето на подолги дистанции, 80 се до мислам 168 километри трки, ми помогна психички да знам на крај на трката. Значи за време на трка само се борам против себе си да не се откажам. На крај на трката добивам една сигурност дека можам да истерам, да истрпам болка. И една сигурност дека чим можам ваква болка, ваква физичка болка да истрпам 30 сати, например. Можам јас некои ситни панични напади да истрпам. Ме разбираш? Пошто ги става у перспектива. Значи болката што ја чувствуваме на 100 мили, односно 160 километри ултрамаратон, е многу, мислам, друга болка е паничен напад, да речеме, ама 100 мили е многу поголема работа, еден ситен паничен напад, ме разбираш? И ги става у перспектива работите и мене, лично ми даде некоја сигурност дека чим можам оваа болка на трчање 30 сати, 31 сати, можам јас да се справам со овие стравови. Можам јас да се справам со овие стресови, со овие паники. Да, интересно како функционира мотивацијата некојаш и поготово за вакви ситуации. Добро, не се, ама дефинитивно голем дел од работите што можеме да ги искористиме за мотивација, треба да ги искористиме. Како ова, например, што кажа сега ти, ајде ја имам истрчано 160 километри, 30 и нешто кусур сати, не можам да се справам со еден паничен напад. Да, ги става у перспектива едноставно. И мислам дека покрај тој процес, односно додека се дешаваше тој процес, секојдневно се чувствував кога имам загуби, имам порази. Бидејќи кога ќе ми се десеше таков момент како во библиотеката, јас одам дома малце така разочаран дека се уште не сум нормален. Се уште не сум целосно здрав. Ме разбираш? Така да имаше многу моменти на чувство како да сум изгубил. Значи, лично,
физички, емотивно, значи не сум ја. Трчањето, завршувањето на тие трки беа лични победи. И тие победи беа толку битни што тие загуби, тие порази се оставаа во минатото, ги заборавав. Бидејќи тие победи, тие завршувања на трки, мене ми беа толку големи како бустови на енергија и на сигурност и на знаење дека можам јас да истрпам болка, што да, не се споредува веќе. Да, и многу е важно, сега не може секој да земе 160 км да истрчи и тоа да биде победата, ама и некои мали победи каде што можеби нема да биде 160 км, може нема да биде трчање, за некој тоа ќе биде излегување од дома. Да. За некој тоа ќе биде идење у библиотека по втор пат. Да. Така? И ама многу се важни да се за кој што функционира. Да. И на кој што би му помогнало. И е многу важно, барем ја имам приметено и во разговор со тебе, знам дека тие победи не носат, бидејќи нема конечна победа. Тоа е. Нема. Ние секој ден се будиме и се справуваме со работите кои што животот ни ги дава. И ама ако имаме некои начини како да дојдеме до тие победи или барем да бидеме у конкуренција, така да се надпреваруваме. Да можеме да, окей, денеска изгубивме, утре знам дека пак можам да победам. Бидејќи што било поминало, сега сме у моментов, што е многу важно денеска. Баш така. И мислам дека, како што кажа, дека секој е различен, тоа е многу битен момент. Не е реално сите да имаат очекувања да трчаат 100 мили ултрамаратон. Но сметам дека покрај тие мали победи, тие лични победи секојдневни, мора да имаме и големи предизвици, што ствараат во нас страв. Значи, пред да почне таа трка на 100 мили, ја чувствував преголем бран на страв и паник. Ама доброволно го чувствував тоа. Се ставив јас во таа позиција, уште еден паничен напад да ме пука, пред да почне трката. Значи, јас намерно се ставам во позиции каде што тие емоции што сакам да ги избегнам, се враќаат. Но се ставам во позиции кај што на крај на тој предизвик, јас ќе ги надминам тие работи. И тука е вистинскиот прогрес, бидејќи ситните секојдневни работи се многу битни. Значи, појавувањето во теретана или здравата исхрана или која и да е целта на човекот што сака да напредне, битни се. Ама според мене тие големи предизвици што ствараат толку страв и несигурност во нас, кога ги завршуваме тие работи, тие оставаат впечаток и до некој степен креираат нов идентитет на човек. Така да битни се и двете. Значи немаше јас да можам да истрчам 100 мили, да ги немав тие секојдневни мали победи. Но зашто збориме ние сега за 100 мили трка и за фактот што јас сум ги надминал сите овие работи, поради фактот што истрчав јас 100 мили. Да беа само мали победи, немаше јас да го правиме муабетот овде. Толку ми значеше таа трка. Ме разбираш? Да, и мислам дека некојаш кога споделуваме тие што трчаме до најразлични трки. Зошто, например, се ставаш у таква ситуација да прво плакаш за да трчаш, второ, не знам, сам си ствараш да ти е тешко. Да. Ама многу е важно, бидејќи сега ја и ти да земеме да трчаме еден маратон, обичен, 42 км. Што е многу голем предизвик. Што е дефинитивно голем предизвик, ама ја и ти да земеме, ајде, ја и ти сега ќе идеме, завршуваме со подкастов, идеме, трчаме, идеме и ајде после 20 км, ајде ќе застанеме може. Бидејќи кога ќе се пријавиш, ја тоа го приметив, ја на сите кажа дека ќе трчам маратон. Да. На секој што можеше. Не дека сега ќе се фаламе и сум истрчал маратон, ама јас знам дека можно е да се деси ја да го трчам тој маратон. Пријавено се тоа. Ајде бе што,
не е толку, знаеш, 20 км се истрчал, 30 км доволно. Ама ако ја знам дека не, Гейб знае дека трчам маратон, Сандра знае дека трчам маратон, овој знае, мајка ми знае. Да. Има притисок. Притисок. Да. Сега, да, некојаш треба да се откажеме, повреди се дешаваат, има некои околности кои што ние може нема да ги контролираме, ама голем дел од работите тоа влијае на нас да ни помогне да ја надминеме таа бариера која што некојаш и сами си не некојаш, ја би рекол и по поголем дел од ситуациите ние сами си ја ствараме. И затоа на пример е важно, окей, да, ќе се пријавиме. Ќе се пријавам на трка за дали ќе биде маратон или 100 мили. Тоа е многу важно, бидејќи ние сами ако ни текна, утре ќе истрчаме. Ако немаш тој ризик, каде што е пак треба да имаш нешто такво големо, ако нема никаков ризик, не е толку големо. Да, треба да има причина. Тоа е и причина, ама и тоа сакам да кажеме дека ако немаш ризик да не успееш, не е доволно големо. Јасно. Треба да има до некој степен лоши последици, односно притисок да мораме да ја завршиме таа трка. Во твојот случај спомна на повеќе луѓе дека трчаш маратон и сега ако се откажеш ти, пред се ќе ти биде срам да им кажеш дека си се откажал. Па зашто? Па немаш некоја добра причина. Знаеш, не си се повредил ти на 30 км ти снемало системот шекер и гликоген и hit the wall си направил. Ама не значи дека не можеш да продолжиш. Ти ја имаш таа одлука. No. И тука се прави. Да, и знаеш, не значи дека сега луѓето ќе ми па како си можел да не завршиш. Напротив, мислам дека сите ќе бидат па супер. Да, секоја чест и 30 км си. Да. Ама, знаеш, зошто трчам? Да. Дали трчам за да го завршам маратонот и да ја поминам таа некоја бариера, или трчам за да застанам на можеби не прва, ама да застанам на некоја прва поголема препрека. Да. И тука мислам на тоа што зборуваме големи некои предизвици кои што може да ни помогнат со преминување на некои бариери кои што ни се дадени, дали сами си ги даваме, дали други ни ги дават, дали животот или ситуациите во кои што се наоѓаме. Да. Значи битна е причината зашто. No. И да се прашаме зашто го правам ова. Но и луѓето се битни во аспект на, знаеш, можат да ни створат некој вид на притисок, некој вид на одговорност, што е добра работа, но и да бидат и како морална подршка. No. Значи ти за време на таа трка ги мислиш твоите најблиски и сакаш нив да ги направиш горди со тебе. Така да, има повеќе психички работи што ги обработувам и мислам дека тоа е една од убавините што за време на трка, посебно ако не слушаме музика, например, ако сме сами со мислите, имаме доволно време сите тие работи да ги обработиме. И да сакаме луѓето најблиските да ги направиме горди. И да знаеме зошто ја трчаме оваа трка што сме платиле и доброволно што сме дојдени да се измачиме. И патувале од друга држава, така, да трчаме. 7 сати сум возел до стартот и сега се наоѓам на 30 км, уште 12 км. Зашто го правам ова? И тука доаѓаат тие убави моменти, но не ги чувствуваме тие последици и во пораз ги чувствуваме. Значи има и лекции во пораз, но не ги чувствуваме, не ги добиваме тие убави лекции се до финишот. Да. Многу е тоа важно. Сега сакам да те прашам, поминуваш ни целата транзиција, еден голем едно нешто кое што и во последниве неколку месеци ја и ти повеќе се дружиме, причината е тоа што имаш одлучено се до тоа што го имаш научено да го даеш на другите. Да. Од каде бидејќи ти си можел, поминуваш низ тоа што поминуваш, ги надминуваш тие стравови и сето тоа и си продолжуваш со животот. Си бираш кариера, место работно, наоѓаш, работиш, уште си во Америка или можеби и тука, ама ти се одлучуваш да
да барем гледајќи од моја перспектива да го земеш тоа што си го научил и да го дадеш на другите. Да. Од каде доаѓа тоа? Па мислам дека целава ситуација, целово искуство е за џабе поминато ако не го споделам. Значи има луѓе до сега што биле помогнати, што биле инспирирани, допрени и сметам дека има уште многу луѓе што ќе чујат и ќе се охрабрат самите борби да ги надминат. Односно или да почнат да се обидуваат да ги надминат тие работи. Така да од таму доаѓа мотивацијата. Значи сите мои искуства низ овие 3 години се буквално за џабе поминати ако не ги споделам. И за да ги споделам, сум требал јас да ги обработам доволно за да стигнам до момент кај што можеме да го правиме муабетот. И мислам дека и тоа може да охрабри луѓе. Така да таа е причината. Да. Не е за џабе, само Не, би било за џабе ако не го споделам. Да, ама знаеш некојаш не можеш да споделиш некојаш. У смисла сакам на тоа малце пушбек да ти направам, пошто не е баш за џабе, бидејќи пак ти си излегол и си направил нешто што е многу големо и еден нов гејбија ме сега. Така што и да не си го имал тоа не би било за џабе, ама вака е дефинитивно од корист за многу луѓе и верувам дека ако некој не слуша или ја слушал претходна епизода или на некој начин те знае или има слушнато за тебе или од тебе, дека може многу да помогне приказната. Ама не е за џабе и да не си споделил на никој. Дефинитивно не е за џабе. Пак е личен успех. Така пак е лично достигнување и личен survival до некој степен. Ама да, така да до некој степен се слагам, ама пак мислам дека мора да се сподели бидејќи може стварно да има некаков корист. Да. Геб, навршуваме на некој сат време. Стварно? Да. Помина 10 минути. Се, ајде. Дали има нешто, например, што би препорачал од тоа од твое искуство или таму кај што си сега за некој кој што се справува со било што. Можеме и конкретно да дадеме некој од работите со кој што ти се имаш справувано. Која е твоја порака, например, за некој кој што ништо поминува? Да. Мислам дека е битно да не ги мислиме работите премногу. Да не overthinkаме. Бидејќи во тие моменти кај што искочив да направам тренинг ран или седнав со терапевт да збориме, да ги искажам тие работи, мислењето само ќе ме укочеше. Треба некогаш само наивно да ги облечеме патиките и да искочиме од дома. Не знаејќи колку километри ќе истрчаме, не знаејќи што мисли ќе ни се движат во глава, само да движиме. Значи, лекот за анксиоза, лекот за мрзливоста, лекот за многу за депресија, за многу работи е само акција, само движење. Чи мора само да искочиме од дома и некогаш и физички да искочиме од дома, да искочиме од комфорт зона и да движиме негде. Да има акција, да има некаков напредок. И не може да знаеме колку ќе трае тој процес на закрепнување или физички или психички, но само да има движење. И после 6 месеци, после година, може да се навратиме, да видиме што све сме поминале и да ги видиме последиците, резултатите, односно. Да. За крај, што би прашал, кој е твоето прашање за тие што не слушаат во моментов? Па, мислам дека кој е следниот чекор за луѓето што се на кауч моментално, кој е следниот чекор да станеме, да искочиме од дома и да бидеме активни, да се тргнеме од ситуацијата во која што се наоѓаме.